Почитувани, добар ден. Владата троши илјадници евра пари на граѓаните во ек на корона криза за купување на скап алкохол, сортни вина, виски и водка, додека во исто време барат донации за респиратори. Заев, преку Нина Ангеловска, даде налог да се бркаат луѓе од работа. Илјадници ќе останат без леп, затоа што Заеви го испразнија буџетот и направија буџетска дупка од 1,3 милиарди евра. За народот нема, ама за алкохол и морска храна за функционерите на СДСМ мора да има. Додека луѓе се заразуваат и умираат од корона, додека добар дел од луѓето немаат леп да јадат, во владата ќе се пијат барикни вина, чија малопродажна цена достигнува неколку илјади денари, а владата на Заев и СДСМ ќе набави 80 шишиња вакво вино. Само за едно шише вакво вино Заеви ќе дадат околу 1/4 од минималната плата на еден македонски работник. Ова е забегано. Луѓето на Заев, Спасовски, Шеќеринска и Филипче ќе пијат и Каберне Совиньон, Мерло, мускатни и други вина и внимавајте, окто под пијаната влада ќе набави ни помалку ни повеќе над 1900 шишиња од овие вина. И додека лекарите се заразуваат затоа што немаат заштитна опрема, додека некое семејство од Демирхисар, Кратово или Валандово нема пари за леп, Заеви ќе јадат бранцин, чија цена во рестораните за 1 килограм е над 4000 денари и ќе пијат барикни вина од неколку илјади денари. За само еден ручек, Заеви ќе потрошат околу 5500 денари за јадење или за тројца околу 17000 денари, што е многу повеќе од една конфекцијска работничка што може да заработи за цел месец. Една порција за функционерите на власта е цела плата за работливиот народ. Некој го трга секој денар за да обезбеди леп, а функционерите на владата се расфрлаат на големо. Почитувани, но оваа здисаност мора да и дојде крај. Бараме итно запирање на луксузните набавки и пренамена на парите за купување на заштитна опрема и дезинфицијанси. Наместо на луксус, парите да се трошат за граѓаните, за закрепнување на економијата, за земјоделието и здравството. Ви благодарам. Прашања? Генерален секретаре, пристигна неколку прашања од редакциите. Ке започнем со ред. Телевизија Клан. Прашањето се однесува на ставот на партијата околу можниот датум за избори во јуни. Сметате ли дека земјава после ваков период треба да оди на избори во јуни со оглед на тоа што се најавува нов бран на вирусот на есен? Видете, во принцип хипотетички прашања не одговараме, но е со оглед на тоа дека доаѓаат од човекот кој што буквално утна се што кажа и постави целосно погрешна прогноза во однос на тоа како ќе одат сите работи, како да сад најпрво велеше дека не треба да се носат маски, па дека треба да се носат маски. Човекот кој што намерно не тестира онолку колку што треба само за да држи бројката на заразени во некој нормален во наводници тренд на пораст, односно ниско, значи нема буквално потреба да разговараме. Она што е битно е дека нема да дозволиме заразување на целата држава и огромен број на заболени, само за Заев и СДСМ да го намалат поразот. Било кога да има избори, било каде да има избори, било како да се организираат изборите, ВМРО ДПМН е победува. Но не е поентата ВМРО ДПМН да победи кога цела држава ќе биде заразена. Таква влада, формирање на таква влада воопшто не посакуваме. Следува прашање од Македонската телевизија. Бараат коментар на најавата од Уставниот суд за иницијатива за преоценување на одлуката за самораспуштање на собранието. Како вие би се позиционирале доколку одлуката е укинувачка или поништувачка за одлуката за самораспуштање на собранието? Уште едно хипотетичко прашање. Нашиот став е добро познат на јавноста во однос на целата оваа шарада што се прави околу собранието и враќањето на собранието. Не би коментирал ништо повеќе, да почекаме и да видиме одлуката, експертите ќе се изјаснат, нормално дека ќе го соопштиме нашиот став, доколку има нели ситуација која што е различна од очекуваната или доколку има некоја промена. Од редакцијата на Сител пристигнаа две прашања, од кои едното се однесува на состанување на собранието
што веќе го одговоривте, па ќе преидам на второто прашање во однос на економијата. Коментар за мерката за повратот на ДДВ, дали е добра, дали средствата ќе се искористат наменски, е прашањето од Сител и додаваат имајќи ги предвид вашите обвинувања, веројатно и во насока на пресконференцијата. Доколку сметаме дека наменски се трошат и сега, како што впрочем и беше темата на денешната пресконференција на скапа храна и пијалоци, тогаш можам со сигурност да кажам дека не воопшто не очекувам дека истите ќе бидат наменски потрошени. Видете, од самиот почеток ја критикувавме оваа мерка и еве се покажува дека со право сме ја критикувале. Значи, покри буџетскиот дефицит од 1,3 милиарда евра, за тоа што ненаменски ги трошат парите, едноставно не можам да разберам како може парите да ги има за се што е непотребно, а за она што е најпотребно во моментов, а тоа се респиратори, тоа е заштитна опрема, тоа е целата помош која што треба да се обезбеди пред се за медицинскиот персонал, а понатаму и за сите останати, да треба да бараме граѓаните да го прават тоа со поврат. Ја зголеми акцизата, наместо да ги искористеа тие пари за да направат нешто продуктивно, значи одат само на товар на граѓаните, повторно бараа после тоа повратот парите од ДДВ-то, значи компасот не им изгубен, воопшто го немаат. Ова што го прават, како што кажав и денеска, како што кажав и вчера, е јаздисаност, ова што го прават е забеганост, ова што го прават е лудост и надвор од памет.